Да, почнуваме со емисијата со дебатниот дел, како што кажавме, тука имаме доктор Милица Бубало, раководител на службата за идна медицинска помош. Доктор Бубало, добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов, поздрав до гледачите на 24 телевизија. Службата за идна медицинска помош е еден од најекспонираните здравствени органи или здравствени установи кога се работи за граѓаните, нешто каде што тие најчесто вртат, имате најчеста комуникација, тоа е нешто што е најприсутно во јавноста, да речеме, ве гледаме често и на улиците, и додека возиме, и кога ни требате, се разбира во сите тие моменти. Затоа сакавме да продискутираме тука како функционира службата, како изгледа тоа и од ваша страна, кои се недостатоците, проблемите на кои треба да поработиме, за тоа што се жалат граѓаните, но и за тоа што очекуваат граѓаните, што е реално, што е нереално. Доктор Бубало, еве како еден генерален влез во разговорот, како функционира службата, имате ли доволно кадар, опрема, возила, тоа е како за еден почеток на разговорот. Добро, јас кога би рекла, например, дали ми е доволна платата, секој пат, или вие ако ве прашаме, секој пат ќе кажеме, па може уште малку повеќе. Така и за ова. Јас би рекла дека секој пат се добре дојдени, повеќе број на екипи, повеќе возила, значи, за да можеме што можно повеќе да им излеземе во присред на повиците што ги упатуваат граѓаните кон нас. Така да, нормално дека сите ние ќе се радуваме да имаме повеќе број на возила и поголем број на екипи во службата. Да, тоа претпоставам дека ви треба за подобро да ги остварувате своите задачи, но имаме и доста моменти кога граѓаните се жалаат дека предолго чекаат да дојде брза помош или некогаш дека не доаѓа брза помош, кога викаат. Ќе разговараме за тоа малку и подетално. Еве, можете ли да не кажете колку екипи имате вие, колку би требало да имате, колку е норматив и што се работи на тоа поле? Дали барате вие од здравствените власти да се подобри тоа, дали барате нови вработувања или не знам како е стратегијата? Значи, во моментов идната медицинска помош во Скопје, при ГЗО здравствен дом Скопје, значи имаме дневно на смена 7 до 8 екипи, зависно, значи од денот сега, може некој пат да се отворат и боледувања. Така да соодветно гледано, значи од Се извинувам, екипа е, значи тој состав што е во едно амбулантно возило, да речеме. Таму тоа сметаме за екипа. Значи доктор, медицинска сестра или техничар и возач. Тоа ви е екипа и нормално амбулантното возило, односно санитетското возило. Така да, гледајќи го, мислам, градот дека е преголем и дека постојано, мислам, се шири, нели, мислам, се зголемува бројот на жители, би било пожелно да имаме негде од прилика околу 15 до 20 екипи на смена, само што као за ниско развиена земја и се надиваме дека тоа ќе го оствариме во наредниот период. Ние се трудиме постојано во континуитет, али знаете како динамична е службата. Имаме претходно имавме вработувања, значи на 2 пати по 20 доктори и 20 медицински сестри, али исто така имаме и одлив на кадар. Имаме кадар кој што си оди, си бара нели на подобро место работно, ако не им се допаѓа тука, затоа што сепак службата е една адреналинска динамична служба која што бара многу захтевност од страна на персоналот. Значи треба да се сконцентрирам во секој момент, така да некој пат одлучуваат и да си заминат на места кои што им се порелаксирани, едноставно во интерес на нивното здравје. Имаме исто кадар кој што испративме 26 во моментот имаме на специјализација доктори, значи кои што повремено значи работат кај нас во службата, така да службата постојано доаѓаат и си оди персонал. Сега, да, постојано имаме побарувања кон страна на Министерството за здравство, затоа што законот е јасен и дециден дека не можеме да вработиме, односно да објавиме конкурс да објавиме конкурс за нови вработувања без да добиеме согласност. Значи имаме вработени кои што си одат во пензија и за нив ни е потребна согласност за да можеме да имаме нови вработувања. Колку имате вкупно вработени, а да речеме колку ви треба, колку е оптимално? Значи во моментов броиме негде бројка околу 280 вработени.
заедно тука влегуваат, значи службата, кажав дека е на комплексна служба, значи тука влегуваат и единицата за домашна посета и дежурните ноќните служби, значи тука е вкупниот персонал, заедно со вработените кои што се на санитетско возило, односно во итната медицинска помош. Според ова што го кажувате, да речеме според бројот на екипи, значи вас би ви требало уште најмалку едно 50 отприлика вработени, претпоставувам. Најмалку. Која би пресметале, за да има некој оптимум да функционира. За на граѓаните да им биде појасно, да биде посликовите, кога ќе кажеме 7 до 8 екипи дека работат во моментот на град како Скопје, град да речеме од 200-300 илјади жители, тоа значи дека ако 7 луѓе се јават во брза помош и побараат ваша екипа да дојде и ваша екипа отиде. Значи, тоа се 7 повици, да речеме, на еден час. Зборуваме за град од 200.000 луѓе, многу е поверојатно дека ќе добиеме повеќе, нели? Особено доколку има некакви, не знам, олуи или временски непогоди и така натаму. Значи тоа е навистина малку, барем мене ми се чини. Да, мислам, ако се случува во дадени моменти ние да сме сите тука, што викаме сите да сме по пунктовите, во дадена ситуација се случува и да сме сите надвор. Значи да нема ни едно возило во пунктовите. Така да зависно, нели, од моментот, од ситуацијата. Многу не зависи, мислам, брзото пристигнување и од сообраќај од гостината, значи тоа исто многу не зависи и многу не зависи колку екипата ќе се задржи, доколку носи, например, во ургентен некој центар, колку ќе се задржи во ургентниот центар. И тука некој пат ни се случува да екипата ни остане во одредени ургентни центри или на клиниките да остане и по 3 часа. Веќе тука ја губиме ние екипата 3 сата заради тоа што останала на клинички центар. А сите ние знаеме која е гужвата на клинички центар. Тоа е проблем во процедурите таму во клиничкиот центар или тоа е нормално? Па, добро, тоа мислам дека е поголем проблем заради тоа што клиничкиот центар не е на едно место све, него имаме една клиника, нели, на едно место, друга клиника на друго место. Плюс дополнително, нели, се направи посебна лента за комбињата на брза помош во клинички, многу пати да речам одредени возачи, управувачи на моторно возило се паркираат и во тие ленти, па таа лента не е затворена, па тогаш мораме да се движиме по лентата кај што се движат граѓаните, така да и тука е дополнителниот проблем што ни се ствара во гужвата. Да, доктор Бубало, што е со возилата? Претпоставам дека тие се доста амортизирани, има и такви информации. Еве сега министерот за здравство, господин Меджети, најави дека има потреба за нови амбулантни возила за потреба на јавните здравствени установи, од причина што најголем број од возилата се застарани, дотраени, со поголеми километражи од техничкиот максимум и амортизирани. Се зборува за набавка на 22 амбулантни возила. Претпоставам дека дел од нив ќе бидат и за итната медицинска помош. Каква ви е состојбата на тој план? Возилата се стари и амортизирани? Значи, првен го поздравувам, значи, актот кај што министерот нормално бара нови возила за итната медицинска помош на Република Северна Македонија. Се надевам дека и за градот Скопје ќе има во предвид некоја бројка. Точно е, возилата за градот Скопје се многу амортизирани и брзо се амортизираат. Само една бројка да кажам дека возилата од 2019 што ги добивме кога беше министерот Венко Филипче, значи министер, веќе имаат поминато по 150.000 километри. Така да амортизацијата на возилото, нели, секоја фирма си има своја спецификација кога возилото би било амортизирано на одредена километража, така да тоа е за тогаш. Додека возилата веќе што ги добивме, мислам што беа доставени во времето од 2012 на министерот Тодоров, што ги, нели, познатите трафици, Рено трафици која имаше... Тогаш имаше една поголема набавка, беше така помпезно најавена тоа што. Да, али веќе тие се амортизирани, значи тие се амортизирани, веќе имаат и по 300.000 поминати, тие што останаа. Имаше поголема група веќе и откажа и моторите, значи едноставно дотраја, како да кажам, дотраја. Така да тоа е тоа што во моментот располагаме со возила. Во едно од барањата на здравствените синдикати кои неодамна протестираа
се однесуваше и на брзата помош, таму беа спомнати возачите на брзата помош. Тие кажаа дека бараат изедначување на нивните плати со другите вработени, бидејќи коефициентот на плати им е доста понизок од останатите. Што е со овој проблем? Значи, тој проблем настана кога нели имаше покачување на здравствените работници, на медицинските сестри со средно образование, има нели покачување на сестрите со високо, на докторите, на специјалистите. За жал тогаш возачите во таа група, што се во итна медицинска помош, не влегоа за покачувањата и така да нивните плати остана на пониски, мислам нели на истиот коефициент кој што беа. Така да со изедначувањето на минималната плата, нели кога дојде 20.700, сега не знам колку е точно да не ме фатите за збор. Така, да. Тогаш се дојде во ситуација да возачите имаат плата испод минималната плата. Значи во однос на коефициентот. И тука беше проблемот, али во меѓувреме нели синдикатот реагираше кон Министерството за здравство и сето тоа се поправи. Така да сега веќе се со подобар коефициент. Сакате да кажете дека сега платите на тој проблем дека е решен сега со возачите на брза помош? Да. Во однос на платите? Да. Добро, дел од вработените исто така зборуваат и за начинот на пресметување на нивните примања во однос на тоа дека им се бројат месечни сати, а не неделни сати. Тие велат дека доколку неделно работат прековремено, тогаш тоа не им се исплаќа бидејќи не им ги пресметувате на неделно ниво часовите, туку на месечно. Значи, нашите вработени работат во смени. Прва, втора, збориме за теринците, прва, втора, 3 дена слободни, некој пат имаат убацени за да им се надокнадат вкупните работни сати на месечно. Јас, колку што знам, сите државни институции на месечно ниво пресметуваат плата, нигде не се пресметува на неделно ниво плата. Така да на месечно ниво вработените секој пат кога и да остваруваат вишак на работни сати, секој пат им се платени на месечно ниво од вкупните работни сати. Кога ќе се смени тој дел дека да се пресметува на неделно ниво, тогаш ќе пресметуваме поинаку. Сакате да кажете дека немате ни опција и да сакате? Значи, така си е законски, колку што сум јас упатена. Така ни е пресметката на плата. Што е со вработените на договор на дело? Имате ли вие кај вас, бидејќи тоа е исто сега актуелно и во однос на барањата на синдикатите, но и министрот за здравство, господин Меджити, барем 2 пати јавно се заложи за тоа. Последен пат кажа дека тој имал бурна расправија со министрот за финансии за ова прашање и рече дека на влада повторно ќе го постави како прашање за тие, значи се работи за околу 2400 вработени во целата држава месечини, луѓе кои работат и по 10 години некои, се уште немаат решенија за работа. Каква е состојбата кај вас во вашата институција за тоа? Значи, за здравствен дом за целиот не можам да дискутирам заради тоа што во итната медицинска помош. Во итната медицинска помош имаме еден дел на вработените на договор на определено, значи тоа се работи за некоја група бројка на доктори и сестри кои што околу 20 доктори, мислам дека сега не ме фаќате точно пак сега бројката точно. Тоа е договор на определено. 20 доктори мислам дека беше и негде околу 15 сестри. Пак ќе речам, бројката не ми е во моментов точна, а додека на договор на дело имаме два возачи на во итната медицинска помош и 4 сестри. Што се работи за надминување на овој проблем? Претпоставам дека и докторите и сестрите кои работат на определено време бараат да бидат на неопределено, а особено овие што се на договор на дело, бидејќи кај нив не им се исплаќаат ниту здравствени придонеси, не им тече ниту стаж и така натаму. Да, бараат и мислам дека има и од страна на нашиот директор побарување, па ќе видиме како ќе се одвива целата работа. Тоа претпоставам дека кога зборуваме за услови за работа, сега зборуваме за функционирањето на целиот здравствен систем, но вие сте тука па зборувате за вашиот дел само. Претпоставам дека тоа е еден од главните проблеми. Кога зборуваме за услови на работа или беше даден пример за време на пандемијата, колку тие луѓе помогнале тогаш и вие тогаш бевте на удар, се разбира, итната медицинска помош, а сега на тие луѓе не им се возвраќа на правилен начин.
Со тоа што не им се даваат договори на неопределено работно време. Значи, тоа не е во мој домен и не е работа. Да, знам, ве прашувам само за мислење ваше. Се разбира, знам дека вие не можете да го решите тоа. Значи, моje лично мислење дека треба сите да имат да уживаат подеднакви права, мислам. Сите вработени. Во однос на повиците, колку повици добивате дневно? Имате ли, мислам, таква статистика? Има ли разлика од ден во ден? Јас пред малку спомнав кога има некакви такви неочекувани ситуации, како временски непогоди и друго. Дали има разлика и тогаш? Каква е состојбата на тој план? Значи, просекот на повици во итната медицинска помош кон линијата 194 е негде од 200 до 300 за 24 часа. Од нив реализирани имаме околу 100 реализирани интервенции. Некој пат има одредени повици кои што завршуваат само со совет. Така да, начално, глобално, тоа не е бројката со која што, мислам, на повици кои што се упатува кон линијата 194. Значи, вие реализирате, ако е 200 до 300, реализирате 100, значи, некогаш 50, некогаш 30% од повиците успевате да реализирате. Не успеваме да мислам, тоа да не биде така сватено, затоа што некој пат граѓаните се јавуваат и прашуваат само за совет. Знаете дека линијата линијата Ало докторе повеќе не функционира, така да сите повици што биле претходно кон Ало докторе сега се упатуваат и кон линијата 194, некој пат и само завршуваат со совет. Така да на телефонот, односно на линијата 194 седат доктори со долгогодишно искуство во итната медицинска помош и тие доктори поставуваат прашања за да се види дали состојбата на пациентот е ургентна, итна или не е итна. Има одредени состојби во здравството, например, ако ве боли зап и вие се јавите на линијата 194, мислам нормално дека ќе ве упатиме кон стоматолог, така да, или ако имате главоболка на нормална тензија без било какви невролошки испади, ќе ве посоветуваме што треба да го земете и да се јавите повторно, ако не ви е подобро, тогаш да испратиме екипа. А претпоставам дека има, значи, доста такви повици, каде што граѓаните едноставно бараат помош, некаква совет, што да направат. Не секогаш бараат, значи, да дојдат. Не секој пат. Некој пат само да прашаат, некој пат се работи за транспорт, значи во тие повици влегуваат и повиците за транспорт на неподвижни болни што го обавуваме. Збориме за пациентите со мозочен удар, значи кои што се неподвижни, кои што треба да идат на редовна контрола во амбуланта на клиниките, така да и тој транспорт го обавуваме. Сите тие повици заедно се изнесуваат толку. Што е со линијата на ЦУК, која исто така се однесува и на итната медицинска помош? Како функционира тоа? Значи, они се јавуваат во ЦУК, па они после ве контактираат вас. Во однос, бидејќи ова е една новина, ајде да речеме, во системот, како функционира тој дел? Значи, се уште до крај не е имплементиран системот 112, значи почнато е дел, мислам, повиците веќе и да свртите 112, доколку имате потреба од итната медицинска помош, повикот ќе биде префрлен кон нашиот оператор и во тој случај, ако има потреба, ќе интервенираме, така да, али до крај не е имплементиран системот заради тоа што се уште не недостасуваат доволен број на оператори, па би рекла и доволен број на екипи за да можеме тоа како што треба да го имплементираме на терен. Значи, тоа е повторно поврзано, се разбира, со екипираноста, со вашата... Па нормално, све е поврзано со екипираноста и со бројот на екипите и со бројот на вработени. Добро, во однос на повиците, сакам уште еднаш да се навратиме на тоа, бидејќи има, од друга страна, како што кажавме, и граѓани кои се жалат дека не доаѓаат некогаш кога ги викате, дека вие ќе им одговорите дека тоа не е, да речеме, животно загрозувачка состојба или не е за вас, а тие тврдат дека е, но има и друга страна на медалјата, ајде да речеме, граѓани кои навистина се јавуваат за нешто што нема потреба да дојдете, па дури има примери кога тврдат дека умираат, ајде да се искажеме така, а тоа не е воопшто така после кога ќе дојдат. Како го менаџирате тој дел?
Значи, затоа им е најтешко на докторите што седат на телефон. И затоа секој пат се трудиме мислам, докторите што седат на телефон да бидат најстарите во службата. Така кажано сега, многу лош збор е најстарите, али највозрасните, да речеме. Најискусните, ајде да кажеме, да. Најискусните, да, во службата, затоа што едноставно знаат со што све може да се соочат. Граѓаните, значи сите ние може да упатиме повеќе кон итната медицинска помош, али треба да бидеме свесни дека доколку нашата состојба трае неколку дена, значи доколку трае неколку дена, сето тоа го распрашуваат, поставуваат прашања нашите доктори на телефон и доколку сметаат дека состојбата не е за итна медицинска помош, например, вие ако кажете дека имате температура веќе 2 дена и дека не се чувствувате добро, нормално ќе ве упатат кон вашиот матичен доктор. Мислам, во целата ситуација, али ако кажете дека сепак имате некоја сериозна, дека например имате главоболка со некој испад, раката не можете да ја движите или ногата, во тој случај, значи ќе интервенираат веднаш и ќе упатат екипа кон вашето живеалиште. Така да апелот секој пат од наша страна беше да граѓаните одговараат искрено и точно на прашањата што ги поставуваат докторот на телефон. Заради тоа што секое лажно пријавување на симптоми, значи да нема потреба од итна медицинска помош, се губи екипата на тој што му е потребен. И од тој аспект пак ќе кажам, значи сите ние некој пат во животот еднаш ќе ни потреба итната медицинска помош, али треба искрено да одговориме на прашањата и доколку се процени врз база на прашањата што ги поставуваат докторите дека е итна состојбата, се упатува веднаш возилото кон нивното живеалиште. Нормално потребно е време. Кога чекате од другата страна, секоја минута ви се чини час. Така да во неколку ситуации сум се нашла кога ние чекаме веќе 1 сат, кога ќе прашам пред колку време или кога ќе затоа што имаме сепак нели централа кај што се снимаат разговорите и го гледаш тајмингот и времето за колку време стигнале, сепак било релативно брзо, мислам со оглед на собраќајот, густината, оддалеченоста. И не е така едноставно кога и од другата ние ги сваќаме и граѓаните од другата страна кога чекаат и кога викаат ама уште ја нема брзата помош, ама минутата им се чини дека е 1 час. Тогаш е најголема и паниката и стравот се разбира преди состојбата. Повеќе него јасно. Значи, ако добро комуницирате со докторот што е на телефон, значи имаше ситуација пред некое време да докторот ја водеше родилката, значи повеќе годишна, мислам дека беше 2 или 3 бременост која што почнала дома спонтано да се пореѓа. Докторот ти кажуваше како да постапува во дадената ситуација додека не пристигне екипата на итна медицинска помош. Така да некој пат и тие совети се многу битни за пациентите од другата страна. Затоа пак еден апел до граѓаните, искрено, точно и правилно да одговараат на прашањето што ги поставува докторот на телефон, зашто некој пат можат и да ви помогнат. Некој пат можат да ве упатат и како да постапите со лицето додека да пристигне возилото. Вие ако имате едно лице кое што е во безсознание, и ако вие сте поред него, возилото не може за 1 секунда да дојде на лице место. Мислам тоа да го разбереме. Вие сепак мора да му укажете некоја прва помош како граѓанин, па нели повеќето од граѓаните имаме положено за возачка и прва помош имаме сите положени, сите знаеме едно лице во безсознание како треба да го ставиме во која положба, дека страничната положба е најдобра положба за да лицето се одржи во живот. Така да и тој совет некој пат ќе ви биде добронамерен од страна на докторот што седи на телефон до доаѓањето на екипата на итна медицинска помош. Колку често вашите интервенции се, ајде да не бидеме претенциозни, ама да кажеме пресудни во спасувањето на човечки животи, бидејќи не зборуваме само за ваш транспорт на пациентот до клиника, туку и за прва итна медицинска помош, каде што вашите вработени ја даваат на лице место. Имате ли таква некаква статистика? Немаме таква статистика, ама сега кога ми го поставивте прашањево, ми текна вчера. Имав жена која што спасив на оддавање со страно тело, значи успешно, и ја транспортиравме до ургентниот центар. За жал, во самото движење на возилото на итна медицинска помош, нашата докторка се повреди
И поред тоа што укажуваше кон пациентот, она се повреди и од денеска ми е на боледување. Така да има и такви ситуации кога ние од една страна спасуваме живота, од друга страна нашиот живот е загрозен. Да, за жал. Во однос на брзата помош, имаше една информација која излезе пред некој месец, беше одржана една пресконференција во Велес на тамошната служба за брза помош, каде што шоферите се жалеа за исти работи што зборуваме за платите, за условите и така натаму, но спомна една работа која барем мене ме изненади дел од јавноста, каде што тие велат дека се казнувани од полицијата доколку возат брзо со ротација и со сирена, доколку поминуваат на црвено, бидејќи јас бев убеден дека тие го имаат тоа право и се сеќавам и кога полагавме возачки тестови, таму има возило со ротација, има предност и така натаму, но тие велат дека не е така, дека имало некакви измени на закон од 2008 година, кога работите се смениле. Дали е тоа навистина така, се казнуваат ли од полицијата? Значи, возачите се казнуваат доколку влезат со ротација и со сирени на црвено, а не ги пуштат останатите учесници во сообраќајот и доколку направат сообраќајка во таа ситуација, тогаш самиот возач си ги сноси последиците, односно казната што му следува за влегување на црвено светло во раскрсницата. Така да, лично за измените на законот, јас прашував вчера, не знам точно, ми рекоа дека исто било и претходно, ама не можам да тврдам и не можам да знам, нели, со сигурност, али доколку влезат во раскрсница, а е црвено нивното светло, значи, и доколку ги пропуштат останатите учесници во сообраќајот, нема да бидат казнети од страна на полицијата. Али, доколку влезат на црвено светло и не ги пропуштат, односно направат сообраќајна незгода, затоа што нели, тоа е дел од секундата, не го забележале возилото или не сакале да ги пропуштат останатите учесници. Имаме учесници кои што не сака во сообраќајот, кои што не сака да ги пропуштат возилата. Така да во тој случај, ако се случи сообраќајна незгода, возачите бидуваат казнети од страна на законот. Мислам, нели, законските рамки за влез на црвено светло, за сообраќајката што ја предизвикала и така. Значи, тоа се работи, да појасниме, само доколку направат сообраќајен прекршок. Инаку, нема да бидат казнети од полицијата доколку возат брзо со ротација и поминат на црвено. До сега не се случило. Само ако се случи сообраќајна незгода во таа ситуација, во тој случај тие се казнети. Од тогаш полицијата прави записник, заклучува дека овој поминал на црвено, виновен и тоа е тоа. Добро, значи, ова е сепак, значи, заклучок од оваа состојба, ајде да речеме, е апел до возачите, до учесниците во сообраќајот да ги пропуштаат овие возила, бидејќи тие не возат случајно така со ротација брзо, бидејќи се работи за спасување на човечки животи, да бидат малку похумани и да ги пропуштаат, претпоставам. Па јас се надевам на хуманноста на возачите, односно на учесниците, на сите учесници во сообраќајот, да се разбереме. Значи, имаше сообраќајка кога пешакот не го пропушти возилото за итна медицинска помош. Јас многу одавна беше, али не го пропушти. Се тргна на пешачки, возилото немаше каде, па улета во спротивната линта и направи сообраќајка преку оградата. Така да, затоа кажувам, на сите учесници во сообраќајот, и пешаци, велосипедисти, и управувачи на мотори, значи моторциклистите што се, и управувачите на сите останати возила, да бидат хумани и да ги пропуштаат возилата на итна медицинска помош со рото и со сирена. Жал ми е што има одредени учесници во сообраќајот, па и го искористуваат моментот на пропуштање на итната медицинска помош. Сега тоа ми се деси брзо кога се враќав од работа. Возило на итна медицинска помош, значи, поминува со рото и со сирена, а позади него вози едно друго возило, приватно, кое што го користи слободниот простор за да си помине. И си помина, да. Тоа е жалосно и трагично, мислам, лично јас како еден учесник во сообраќајот, тоа не го одобрувам, затоа што сите ние треба да допринесеме за преживување на другиот човек.
Штом возилото се движи со сирена и со рото, значи дека се работи за идна и за ургентна состојба. Дали ќе одат кон тамо или го земале пациентот па го носат некаде, сепак треба да се пропуштат и да не се злоупотребува тоа. Да, добро. И еве, за крај еден заклучок, ние поминавме низ разговорот, значи сега знаеме дека имате проблем со екипираност за да го покриете целиот град, го немате ни потребниот минимум од екипи кои треба да работат, дотрајаност на возила, мотивираност на здравствен кадар, плати, услови, така натаму. Еве вака како еден заклучок на крајот да донесеме што е потребно. Знаеме сега сите што е потребно, пари, екипи, луѓе, но имаме ли некаков план, нешто да предложиме за брзата помош да почне да функционира како што треба? Значи, итната медицинска помош и функционира и сега како што треба. Сепак градот, ние не сме, мислам, градот нагло се прошири одеднаш, се шири по дулжина. Итната медицинска помош во Скопје не покрива само градот Скопје, збориме за градските населби, него ги покрива и приградските населби, односно ние може да мислам да имаме повик и на Црнврв. Знаеме дека до Црнврв за да стигнеме ни треба отприлика околу сат време едно возење, па и брзо возење да е, тоа е 45 минути. Така да сепак мислам и дури автопатите Скопје Велес, Скопје Куманови, Скопје Титова. Така да сите ние заедно можеме да допринесеме за подобро да функционира итната медицинска помош. Збориме нели и учесниците во сообраќајот и нормално зголемување на бројот на екипи и бројот на возила во службата, како и примопредавањето во ургентните центри, односно на клиниките, било каде, да биде што е можно побрзо, доколку сето тоа го ставиме заедно, тогаш да, ќе направиме нешто за сите нас. Милица Бубало, ви благодарам за учество во оваа емисија. Ви благодарам и вас на поканата. Со ова го завршуваме првиот дел, одиме сега со една кратка пауза за реклами, потоа продолжуваме со Мики Ристовски, Штерио Филиповски, Сдружение на војни ветерани и војни инвалиди, Братство 2001.